Високите температури очекувани за овој период од годината се повод Центарот за јавно здравје да излезе со препораки за спречување на штетните ефекти од високите температури кои влијаат врз здравјето на луѓето. Најосновно е за време на топлотните брани да се избегнува што е можно повеќе излегување надвор, односно не излегување од периодот од 10 до 17 часот, да се седе престојува во климатизирани простории, во текот на денот да се затвараат прозорците со ролетни, исто така и возилата да бидат добро проветрени пред да ги користите. Носење на светла и лесна облека, задолжително, заштитна на главата, посебно за малите деца и постарите лица. Категоријата од луѓе како што се децата, бремените жени, старите лица да се придржуваат кон терапијата. Во периодот кога температурата од ден во ден постојано расте, многу е важен режимот на исхрана. Координаторот во Центарот за јавно здравје Катерина Карова со препораки за исхрана во летниот период кога температурите се повисоки. Да се пие повеќе течности, да не се чека да се ожеднува, значи да не дојде до колабирање, помалку внесување на алкохол и пијалоци со голема количина на кофеин и избегнување на многу екстремно ладни пијалоци. Да се избегнува конзумирање на мајонез и на сладоледи и на разни кремови, да не се јаде храна што се става во фрижидер што стои во фрижидерот неколку дена. Значи термички подготвената храна да се конзумира веднаш после подготовката. Ако не се направи тоа, да се става во фрижидер на ладилник до плюс 8 степена, а пред употреба да се загрее на плюс 100 степени Целзиусови. Многу често во овој период може да се случи на некого да му се влоши здравствената состојба. Па што треба да направите? Ако се чувствува зашеметеност, слабост, вртоглавица, веднаш да се јавите до вашиот матичен доктор и да се придржувате кон упатствата што тој ќе ви ги даде. Ако некој член од вашето семејство, некој лице што ви се нашло попат некаде, на која му треба помош при топлотен удар, веднаш да се повика брза помош 194, а додека стигне итната медицинска помош, лицето префрлете го на студено место во хоризонтална положба да се стави, да му се подигнат нозите и колковите и да се отстрани гардеробата, односно да се направи надворешно ладење. Студени облози на вратот, пазувите, на слабините и постојано да му се прска кожата со вода, додека да пристигне брзата помош. Ако лицето е во безсознание, не треба да лежи на грб, туку треба да се заврти во странична положба. Исто така од Центарот за јавно здравје откочени и препораките до локалните власти да бидат активирани јавните чешми и фонтаните, како и посебно внимание да се обрне на водоснабдувањето и подигањето на сметот од страна на комуналното јавно претпријатие Водовод. Ова да се направи се со цел да се спречи ширењето на бактериите во овој период кога температурите се многу високи.